Добре дојдовте, драги мои стрелци. Јас се надевам дека сите сте добро и здраво и дека ќе бидете во таква енергетска вредност што отпуштате и допуштате во вашата енергија овој викенд и наредна недела до наредниот викенд, да видиме во каква енергетска вредност ќе бидете и за случка настан кој што ќе дојде на вашиот пат. Па ајде да не должиме многу, да видиме за вас, драги мои стрелци, во каква енергетска вредност, што да очекувате, а што да отпуштите. Ќе треба да отпуштите, да затворите енергија, а што да очекувате како влесна нова енергетска случка настан, или пак ова ќе биде ваша енергија која што ќе треба да дадете можност да се оствари, исполни и буквално да се изџвака во вашата енергија. Ајде да видиме што ќе отпуштите, драги мои стрелци. Што отпуштаат стрелците овој викенд и наредна недела. Драги мои стрелци, вие отпуштате една огромна енергетска фаза, каде што и ќе отпуштите нешто стабилно, но кое што било во комуникација стабилна. Ова е енергетска вкоренета вредност која што ве правела конфузна енергија, да некоја персона од вашата фамилија озборувала, комуницирала со вас само од корист, енергија каде што и ќе добиете сте добиле нови вести, но ве правеле овие нови вести во енергија на конфузност. Нешто не било во ваша енергија, не сте можеле да се просветлите, не сте можеле да добиете нека вредност во вкоренетост во вашата фамилиарна лоза или пак енергија каде што и комуникацијата била на еден прак, но е во енергија на вести, на озборување, на премногу прсти, многу зборови. Ова сега го отпуштате во вашата енергија. Очекувате наредно што влегува во вашата енергија, значи што допуштате? Допуштате да бидете во задоволена енергетска вредност, да бидете во радосна енергија, каде што и очекувате да добиете некоја добра вест од персона, машка персона, која што ќе ви го овозможи животот полесен и поведар, енергија да бидете во радост и среќа, буквално да бидете како мало дете, вашите емотивности да бидат како мало дете, во вашиот дом ќе бидете во енергија да бидете во раст на некоја енергија, нов живот, преку некоја порака која што ви стигнува од персона која што е машка, но оваа машка персона е во енергија на ваш пријател, долгогодишен пријател, лојален партнер, енергија да овој лојален партнер ќе ве натера да нешто исчистите од вашата енергија, а тоа е ова енергија за да можете да влезете во ново поглавје во вашиот нов цикличен живот со оваа порака. Значи ќе ви донесе некоја енергија на порака, лојалност, каде што и оваа порака ќе стигне во вашата куќа, во вашата фамилија, каде што и ќе исчистите нешто што било заостанато во енергетска вредност. Треба да исчистите енергија која што ќе треба и да се просветлите со оваа градина која што вели исчисти за да можеш да влезеш во нешто ново, во некоја нова енергетска или пак во некое ново поглаве од вашиот животен енергетски дел. Ајде да видиме и Тилив тарот картите што ќе ви кажат, драги мои стрелци, доколку се работи за персона која што е лојална на вас, а која што ви прикривала некоја порака која што требала да дојде во вашата енергија, да биде во новости,
во нешто ново кое што вашата куќа, вашата стабилност ќе биде во стабилна енергетска фаза, верувајте дека ќе дојде и на самиот праг да ви пристигне нова вест која што ја очекувате во ваша енергија, но претходно ќе се соочите со исчистување на лоши стари енергии од вашиот животен енергетски дел, каде што и ќе верувате на оваа лојална персона која што доаѓа во ваша енергија. Ајде да видиме и овие тилив тарот карти што сакаат да ви порачаат. Секира вика сили кои работат против вас. Значи имате сили кои работат против вас. Енергија да ја разрушуваат, да го сакаат да го разрушат темелот на вашата енергија. Ова се сили кои што може би е некоја стара карма во вашата лоза, во вашата животна енергија, бидејќи го добивме дрвото на животот, може би е ова нешто што е кармички. Ајде да видиме оваа порака. Оваа порака се ќе се однесува која што ви доаѓа изненадно во брза енергија, машка персона, да се спремите на нова креативна идејна работна енергија, нови потфати во свеж рестарт или пак старт, каде што и ќе бидете и ќе делувате како ова сонце, кое што е во вашата енергија, што доаѓа на самиот прак е да дојде. Оваа недела токму така семејна тага, ќе имате некоја семејна тага која што ќе ве струши буквално, но и ќе ве натажи, ќе бидете како во емотивност, во вашата енергија, како мало дете. Ајде да видиме и што друго да очекувате. Вика, ти си, вика, на правиот пат. Значи, вие сте на правиот пат да потфатите некој аспект во вашиот живот. Значи, да бидете благодарни во аспект на вашиот живот кои што се одвиваат како настани можности да бидете во ваша енергија. Ајде да видиме и овие карти што ќе ви порачаат како порака за вас, драги мои стрелци со знак и подзнак. Ајде оваа карта ќе ја земеме. Влезете во земјата на соништата. Енергија да вашите соништа стануваат реалност во вашата енергетска вредност. Оваа семејна тага кој што ја имате, да не ве преокупира, да не бидете во енергија на тага, туку да бидете во енергија на раст, на нови потфати, каде што и влегувате во една ваша енергетска вредност, да сите ваши соништа се остварат на оној начин како што и посакувате, но и да доживеете една мирна околност, каде што и ќе можете да стварате нови креативни идеи, во нови потфати со ваша лојална персона која што е во вашата енергија и која што доаѓа во ваша наредна енергетска вредност која што ќе треба да ја обработите. Се гледаме наредниот викенд, драги мои стрелци. Поздрав! Драги мои јарци, добре дојдовте на Астро Тарот во Уналум Тарот. За вас, драги мои јарци, со знаки подзнака, што отпуштате, а што допуштате во вашата енергија овој викенд и наредна недела до следен викенд, па да започнеме со вашето исчитување, драги мои јарци, да видиме што сакаат да ви кажат овие Ленорман карти, да видиме во каква енергија ќе видите, што ќе отпуштите, а што ќе допуштите во вашата енергија на случка настан, моментално енергетско случување кое што е во ваша енергија. Ајде да видиме, драги мои јарци, што ќе отпуштите, а што ќе допуштите
во вашата енергија. Драги јарци, вие отпуштате од вашата енергија случка настан кој што бил во ваша енергетска можност, да сте биле јаки, јака енергетска вредност да сте имале во случка настан кој што ве преокупирал, сте биле во една незавидна ситуација, положба каде што сте имале поврзаност со персона која што била премногу во негативна енергија. Оваа персона гаела енергии да ве застане и на работна енергија, на ваша јачина силина и да ве застане во можност да не можете да ги искажете своите емоционалности. Оваа персона се веќе надзира во една енергија да отпуштите, затоа што веќе ја имате во вашата енергија, сте ја откриле, сте и укажале на некои работи кои што овдека следела борба. Енергија да сте се бореле со оваа персона за да одблокирате ваша јачина, некоја ваша енергетска вредност, каде што и овој прстен означува момент на љубов, но и момент на поврзување во енергија на работна енергетска вредност, да сте биле поврзани преку работа или пак да сте биле во енергија да оваа персона ви стоела цело време на патот, каде што и се хранела со вашата енергетска вредност, со вашата јачина, со вашата љубовна енергија. Оваа енергија, драги мои јарци, ја отпуштате од вашата енергичност како случка настан и во ваша енергија влегува една нова енергетска вредност која што вели сонце. Ќе бидете витални, ќе имате соработка со персона која што ќе добиете порака или пак ќе треба да известите оваа персона во вашата енергетска вредност, да сте во божански тајминг поврзани со оваа персона, да нешто градите со оваа персона. Ова е љубовна енергија каде што има емоционалности, но ќе има и озборувања, ќе има и комуникации со оваа персона која што има некои тајни да ви соопшти. Значи, во ваша енергија допуштате да влезе персона која што ќе треба да ви даде, да ви донесе момент на информации, на долго очекувана информација која што ќе треба да ви разреши ваш проблем кој што е во тајност. Енергија каде што и оваа комуникација ќе се случи можеби под затворени врати, но сонцето е тука да ве обасја, да бидете во една енергетска вредност, да вашите енергии се исполнат, вашите желби, вашите манифестации се исполнат во соработка и во нешто ново под божански тајминг да изградите со оваа персона која што ќе треба да ве окарактеризира во една енергична вредност, да имате емоции кон оваа персона или пак да оваа персона гаи емотивности према вас. Да видиме што ни падна. Токму така, обрнете внимание, драги мои јарци, на вашите финансии, затоа што оваа енергија што ја затварате, ево енергија да обрнете внимание на вашите финансии. Можеби се работи за ваша персона која што е во енергија брак, брачен сопатник, каде што и се поставува во енергија на блокада. Оваа персона ве блокира, негативна енергија има и многу негативно действува врз вашата енергетска вредност. За оваа персона која што ви стига момент на вести за да дознаете и спознаете за некоја тајна која што е во ваша енергија, е во енергија да оваа тајна ви крие за гарантиран успех. Драги мои јарци, оваа енергија на успех, звезда, затоа што и манифестирате, сонцето е тука да ви ја исполни, целата ваша енергија да ве стопли, да имате добра среќа.
Токму така, вие имате голема страст со оваа персона, каде што и ќе поитате да делувате и во успех на љубов, и во успех на соработка. Ајде да видиме што друго. Јазол, неуспешни планови. Токму така, вие сте имале неуспешни планови по повод некоја енергија, затоа што некоја персона би таела нешто не сте знаеле, некоја тајна е заклучена, која што ќе ја отклучите во загарантиран успех. Ајде да видиме и што друго овие тили втарот карти ќе ви кажат. Токму така, да се пазите од само заблуда. Значи да не влегувате во сама енергетска вредност, да не измагионичи, да не бидете во некоја имагинација, туку да бидете во една стварна енергетска вредност. Сега тука и во овој момент. Драги мои јарци, ајде да видиме и овие карти како совет за крај, што сакаат да ви кажат. Да бидете во ваша енергија, да знаете да земете смирница. Токму така, вие добивте картата на земјата на со ништата. Драги мои јарци, оваа енергија на змеј, која ви вели пазете се од само заблуда, е во енергија да не премногу сонувате, туку да земете во една реална енергетска вредност, да бидете во ваша енергија, да ја затворите дното на декот. На овие карти ви вели сансет, енергија на зајдисонце, каде што и ќе треба да затворите стара ситуација која што треба да отпуштите, за да може да влезе некоја нова персона која што ќе биде во енергија да вашите планови станат успешни. Оваа тајна што се крие од вас да биде во енергија на загарантиран успех, да дознаете, да имате страсти со оваа персона, но и да не премногу сонувате во вашата енергичност. Драги мои јарци, јас се надевам дека оваа енергија која што доаѓа кон вас е во енергија на сонце, на една виталност, на една топлина, каде што и ќе имате голема и успешна среќа за разрешување на проблем кој што се надевам дека ќе биде во ваша енергија. А што се однесува до љубовта и страста, љубовта и страста со оваа персона ќе бидат присутни во најдлабок момент. Се гледаме во наредна порака. Поздрав! Драги мои водоли, добре дојдовте на Астро Тарот, на Уналум Тарот. За вас, драги мои водоли, што отпуштате, а што допуштате во вашата енергија, за да дојде во ваша енергетска вредност, да спознаете и дознаете за момент кој што треба да се случи во настан, случка или пак во енергија овој викенд и цела наредна недела. Ајде да видиме, драги мои водоли, што ќе кажат овие Ленорман карти, што треба да отпуштите, а што да допуштите во вашата енергија како случка настан кој што ќе се одвие овој викенд и следна недела до нареден викенд, каде што и ќе исчитуваме повторно енергии за ваши отпуштања и допуштања. Што отпуштате, драги мои водоли? Драги мои водоли, вие отпуштате една персона која што е во вашата енергија, да некој од вас веќе отпуштил, а за други пак од вас е да треба да отпуштите персона која што е ваш непријател, кој што сте требале да имате стрекна околност, но овој непријател притајува енергија од вас,
мудро се крие позади овие енергетски вредности, вашата интуиција работи, од оваа персона сте добиле добри вести, но овие добри вести оваа персона ги пренела кон вас. Сте требале да добиете добри вести, но оваа персона ги пренела како неточни вести, кои што оваа персона се окарактеризира да вие имате персона која што или пак персони во вашето обкружување кои што се ваши тотални непријатели, кои што сакаат вашата среќа и стрекна околност да ја стават во долна енергетска ваша енергија, да не бидете со стрекна звезда, за да не ја добиете вистинската порака или пак вистинската персона која што треба да дојде во ваша енергија. Ова го отпуштате, драги мои водолии, и доаѓате во една нова енергетска фаза, каде што и персона која што е во вашата енергија како присутност, да оваа персона или е ваша роднина, или е персона која што ќе треба да изградите иднина со оваа персона, ова е љубовна персона, дека ќе ви донесе вести, ќе ви донесе нови вести, дека ви стигнуваат парични надоместоци. Ова може да биде и персона која што е во соработка, во работна енергија, може да биде соработничка или пак да биде енергија да треба да потпишете некој договор или пак кредит да земете од банка, каде што и ќе добиете добри вести дека парите ќе ви бидат на сам пат да можете да ги земете. Значи материјалната вредност ќе биде во ваша енергија, драги мои водолии, ќе имате стрекна вест, значи стрекни околности, ќе расчистите со некоја персона или пак ќе расчистите со вашите мисли во вашата енергија за оваа персона за која што се работи, која што ќе ви донесе можност да добиете добри вести или пак влегувате во една нова љубовна врска каде што оваа персона има стабилитет, значи има материјална вредност, стабилна материјална вредност во нејзината енергија, да е стабилна во материјална, но и да е во стабилна љубовна енергија. Оваа персона можеби ќе биде во ваша енергија, ќе ви соопшти вест дека ќе биде во енергија дека ќе сака да се реализира како родител со вас, да биде во енергија да или пак вие да и посочите на оваа персона дека ќе сакате да влезете во една добра енергетска вредност, да се вашата врска крене на едно поголемо ниво и да се остварите како родител. Вие со оваа персона сте имале моменти каде што и сте расчистувале некои стари патерни кои што сте ги носеле и двете енергии во вашата енергичност, да сте ставиле некој крај во ваша енергија и да бидете во можност да отпочнете нова енергетска фаза. Може би имате различни години да сте разлика во години со оваа персона или пак да бидете во една иста верба каде што и затварате еден стар циклус, нешто усмртувате, но отпочнувате еден нов почеток каде што и книгата на оваа книга е неотворена. Значи ќе треба да отворите, да кажете све што имате, што криете во тајност, што не сте испишале заедно, да отворите и да испишате во наредниот период, за да можете да зграбите вашата срекна енергија или пак вашата иднина во заедничка енергија. За некој од вас ќе значи дека ќе бидат во енергија да дознаат дека доколку се работи за женската енергија, да дознаат, да добијат вести дека се во благосостојба, значи дека сте во енергија на блажена енергија или пак дека ќе се деси мајчинство, значи дека сте веќе во трудна енергија.
Оваа персона има голема страст за вас, драги мои водолии, значи носи огромна страст за вас, ево енергија да биде во страствена енергетска вредност. Ајде да видиме и овие вести кои што ги добивате. Вика, некој што го познавате, ево, не е несигурен, е неискрен во ваша енергија. Токму така, ова е ваша енергетска вредност која што ја затварате за кратко, значи ова е енергија која што отпуштате. Ова случување, ајде да видиме и што друго. Тава за пржење, проблеми, обвинување, значи оваа персона ве обвинувала и сте имале проблеми со оваа персона. Ајде да видиме и што друго, драги мои водолеи. Сили кои работат против вас, значи внимавајте на сили кои што работат против вас во материјална енергија, да не добиете кредит или пак да не бидете во енергија да застанете материјално во своја материјална енергетска вредност, токму така. Се случува брак, дали било романтичен или деловен. Значи, драги мои водолии, за некој од вас ќе биде брак, брачни води, запросување, енергија каде што и ќе бидете во енергија на заедница, каде што и ќе оснивате заедничка енергија, некој да стане и родител пред да оснива брачна енергетска вредност. Семена тага, внимавајте за семена тага, можеби за некој од вас ќе значи дека изгубиле некоја персона, па оваа енергија на љубов се одуговлечува, некој се повлекол, додека исцели тага, семена тага, за други пак од вас ќе значи дека некоја персона ќе замине од овој свет, дека ќе имате семена тага, која што ќе биде во енергија да ве трансформира во една добра енергетска вредност. Оваа тага ќе исцелите и овие карти ви советуваат, вие ќе блескате и ќе бидете во едно изгресонце, драги мои водолии. Се ќе си дојде на свое место. Ова е комплетна порака од овие карти. Се гледаме во наредно видео. Поздрав!